Закон за заштита на децата беше доста дискутиран и на матичното работно тело Комисијата за труд и социјална политика, а и да се подсетим, имаше и една јавна расправа во која што учествува вработени во градинките, во предучилишната возраст, оние практично кои што и го практикуваат, го спроведуваат овој закон во сила. И за жал, како и претходниот закон, законот за медиуми, владата или Министерството или парламентарното мнозинство направи представа пред јавноста дека еве на еден демократски начин со сослушување на сите заинтересирани страни се носи овој закон. Меѓутоа, ако погледнете што е резултат од таа дебата, ќе видите дека многу мал број на амандмани, особено амандмани поднесени од опозицијата, не се прифатени или воопшто не се прифатени, но дел од амандмани кои што ги поднесоа парламентарното мнозинство се прифатени, но сепак она што беше клучна разлика или она што беше забелешки во решенијата понудени во овој закон од опозицијата и од заинтересирани практично субјекти, дури воопшто не се ни промени. За јавноста да подсетам, бидејќи одамна го разгледувавме овој закон на матичното работно тело, со овој закон се зголемува правото на надомест за самохран родител за дете со посебни потреби на 50%, се зголемува овај надомест и се дефинира што е тоа самохран родител. И втората позначајна измена во овој закон е воведување на лиценцирање на сите оние вработени стручни лица кои што работат со децата во предучилишна возраст или во градинките. И навистина, ако погледнете или ако слушате особено на овие телевизии кои што ја поддржуваат владата, ќе чуете дека ова е уште еден успех на владата, еве владата се грижи за децата со посебни потреби, дека владата се грижи за самохраните родители, и навистина тоа многу убаво звучи за уво, и претежниот впечаток кај јавноста е дека оваа влада навистина се грижи за самохраните родители, за децата со посебни потреби, па еве го променила законот во делот на надоместокот на 50%. Меѓутоа тоа не е така. Еве зошто не е така. Владата нити се грижи за децата со посебни потреби, нити се грижи за самохраните родители. Ако се грижеше за децата со посебни потреби и за самохраните родители, практично тие ќе беа опфатени сите. И практично ова право ќе важеше за сите семејства или родители кои што имаат деца со посебни потреби. Тоа е вистинска грижа. Ваквото решение кое што го нудите, извинете, простете, како сакате да кажам, затоа што не сакам да терам политика преку оваа категорија, на ранлива категорија, е чист гол популизам. Еве зошто е популизм. Повторно кажувам, ако го слушните како вест на медиуме, ова е бомбастична вест и одлична работа, и ќе имате впечаток дека оваа влада се грижи за сите самохрани родители и за сите деца со посебни потреби. Ама кој ќе отворите делот кој што се однесува на оценки за финансиските последици од законот, и кога ќе прочитате на која бројка на консументи на ова право се однесува овој закон, ќе ви стане сосема јасно дека владата практично си бира, на жалост, вакви целни групи за политички поени. И еве сега ќе ви прочитам дека со измените на овој закон, во делот кој што се однесува на зголемувањето на правото, ќе има зафаќања од толку и толку денари, бидејќи
по овој закон ќе оствариле на ниво на цела држава 287 корисници самохрани родители без Скопје, Дебар и Валандово. Сега дополнително господинот заменик министер рече дека вкупната бројка со овие, значи Скопје, Дебар и Валандово, наместо 278, колку што е во законот, ќе изнесувало некаде околу 400 души. И сега сметате дека ова е сериозна грижа? Ако е сериозна грижа, овој закон се вика Закон за заштита на децата. Ова право на посебен додаток е врзано за децата, за хендикепот или пречките кои што ги има детето, ментални, физички, психички или како да ги наречем. И ако на вистина сакаме заштита сериозна на децата со пречки во развојот, ние треба на вистина да го зголемиме на доместокот, ама за децата. Министерот ми објаснуваше дека корисници биле родителите, нормално дека се корисници родителите, затоа што тие се законски застапници за децата. Меѓутоа, овој надоместок е врзан за детето, затоа што детето има пречки во развојот и затоа што навистина нему му треба посебни дополнителни средства, ако може да се каже, за она што да се алиментира или во наводници да се надомести зарад она што, ако може, а то не може никогаш, она што природата му го одзела. И навистина не треба да го врзуваме само за самохраните родители. Туку ова право треба да го врзуваме и да го зголемиме 50% за сите деца со посебни потреби. Како што кажа колешката, ги има многу, 446 од еден вид, па 315 со најтешки телесни попречености, 119 со вербални и така натаму. И посебно статистиката дали ја имаме точно, тоа е друго прашање. Сметам дека ова решение, иако вака навидом изгледа дека е одлично, ова е популистичко, ова решение е дискриминаторско, затоа што ги става по неповолна положба оние деца кои што имаат пречки, а се со двајца родители, а може би тие двајца родители во ова време на безработица воопшто и не работат и нивниот живот е уште потежок може би од дете кое што има само еден самохран родител, кој што работи и остварува плата добра за екзистенција, за што зборуваше мојата колешка Радмила Шекеринска. Втората причина, односно втората измена се однесува на лиценците. Лиценцирањето на сите оние кои што работат во детските, популарно наречено детските градинки, установи за грижа за деца. Ние како СДСМ не сме против лиценцирањето, меѓутоа сме против ваквиот концепт кој што е воспоставен на лиценцирање, каде што од почеток до крај зависи се од представниците на владата. Почнувајќи од прашања, од комисии, од лиценцирање и така натаму. Исто така сметаме дека приватна фирма која што во закон нема никакви предвидени услови за да го спроведи овој испит, не смее да се дозволи во една ваква сензитивна област и технички, како што објаснувате, испитот за лиценцирање да го спроведува приватна фирма. Зошто од буџет да се излеваат средства, затоа што за првото, нели се расправавме долго време, еднаш владата рече ќе биде полагањето на товар на оние кои што полагаат, па потоа првото полагање, нели, дека во преодни одредби во законот кој што е донесен кога ние не бевме во собрание, дека биле изземени првото полагање, но за второто после 5 години, затоа што ова полагање ќе се обновува на секој 5 години. Зошто приватна фирма да користи средства, било да се од буџет, било да се од оние кои што полагаат лиценци? Зошто овие средства да не одат во буџетот? Зошто овие средства да не се користат, еве, да речам, за зголемување на 50% на доместокот на
не само на самохраните, туку и на останатите родители кои што имаат деца со посебни пречки. И следната работа заради која што навистина нема, ќе гласаме воздржано, само да ја дозавршам реченицата, се извинувам, е тоа што практично се удира врз процесот на децентрализација. Практично државата, односно општината, воопшто ќе нема никакво влијание во процесот на лиценцирање, дури да учествува во процесот на лиценцирање, а оваа област е децентрализирана.